За 2 пари добро, чита Александар Станојков. Си беше еден праведен човек што не беше направил никакво зло никому, дури бил жив. Сите луѓе со прст го покажувале и сите го честиле као за светец. Поминале дни и години и му дошол часот да умре. И му дошол ангел Божи, та му ја зел душата и ја понесе за в небеси. Одејќи ангело по небесниот пат, се запирале по баждарниците кај што се барале сите греои и никаде не го запреле баждарџиите, ѓаолите, која за да му бараат греои. Бидејќи праведен беше, на никоја не беше го запреле. Кога дојде до најпоследната баждарница кај што беше се барало доброто и злото, беа го запреле и дечеле да му го даат човекот ѓаолите на ангело. Немате право вие црни ѓаоли да ми го запирате праведниот човек. Чунки никакво зло овој човек те направил. Вистина, ангеле, не направил овој човек никакво зло. Ама пак те направил и не едно добро, дури бил жив. Отвори тефтеро твој и види, му рекле ѓаолите. Зашто не направил никакво добро, тоа е наш, чунки ние не правиме добро. Затоа е наш и друго ништо. Кога чул тоа нешто, ангело беше се позамислил и сакаше да му го остави човекот на ѓаолите. Абре, човече, му рекол ангелот, каков праведен човек ќе бидеш ти што да не си направил барем за 2 пари добро? Откога се позамислил човекот и се сетил ти беше направил само за 2 пари добро. Сум направил, ангеле, за 2 пари добро? Му рекол. На 2 деца што се тепа заедно куќи и отмов за да не се убијат, давајќи му на едното дете 2 пари и му го дадов на другото куќето. Така кажи де, му рекол ангел. Дај 2 пари да и клајме на Терезијата. Едно и клале 2 пари на Терезијата и се навалила откај правината и си го зел човекот ангело и си го однесол в рај. Останаа бели во очите ѓаолите, гледајќи кога си одлетал ангелот со човекот. Која полза, браќа мои, ако кажува некојот има вера, а дела нема? Вера без дела е мртва. Соборно послание Јаковово, стихов глава 2, стих 14 и 17.